Здраво на сите. Имав еден коментар каде што сакате да ви зборувам за денот кога се породив, но веќе подолго време го мислам тоа, но никако да стасам од врските што ги имам по дома. Се нешто се случува и се нешто го одложувам, но дојде ден каде што се спремав и решив да ви раскажам во кратки црти како помина мојот пораѓај и денот кога се родија нашите 4 прекрасни детенца, пиленца. Многу од вас знаете, но многу и не знаат. Бев 1 месец во болница, каде што бев следена константно под докторски изложена под докторски прегледи константно. За среќа ја имав најдобрата докторка. Ако ме гледа овој пат ќе ја поздравам, Ели Николовска, во државна болница во Скопје, и топла препорака за мојата докторка. Денот кога се родија дечињата беше недела. Беше еден од најсрекните денови, а воедно и еден од најтажните денови за една мајка, која што кога ќе го роди своето чедо, првен го помириса, го гушка, го слуша првиот плач. Сето тоа кај мене беше неостварливо. И затоа беше еден од најтешките денови и еден од најсрекните денови, нели, бидејќи на свет донесов 4 прекрасни бебенца кои тежеа 1 кило горе-долу. Беа буквално малечки, колку едно шише, и беа одделени од својата мајка, беа во кутија, ја што викам, за да можат да преживеат, да бидат тоа што се сега денес, покрај мама и тато, и да бидеме едно големо семејство кое го очекувавме и се боревме долги години со тоа. Се породив царски, не можеше да биде природно во никој случај. Беше недела и тој ден се некако чувствував многу малаксано и многу изнемоштено и мислев дека нема да биде тој ден. Имав надеж дека ќе издржам до поголемите недели, иако докторката викаше дека веќе е време. Бев 31 недела и 5 дена, и 6 ден, тоа за неколку сати ќе влезе во 32-та недела. Докторката мислеше дека е време, но јас давав отпор и сакав да поминат барем уште некој период кај мене во стомакот, дека ќе издржав се. Сакав да бидат подолго. Мислев дека ќе ги изнесам барем до 34-та недела, но дојде денот каде што тие сами посакаа да излезат, бидејќи веќе им беше тесно. Даваа знаци дека сакаат да излезат, но некако купувавме време и успеавме да ги доносам до 31-та недела, што беше голем успех и имаше поточкоти секако, но со верба во Бога и упорност, истрајност и големо трпение и желба, секако дека не е возможно, дека успеавме, што тоа мислам дека многу ретко бебињата кои што се близначната бременост се носи обично околу 27-8
има исклучоци каде што се износува до самата до 9 месец, до 40-та недела, 38-та, 39-та, но тоа се многу ретки случаи, бидејќи самата близначна бременост е ризична сама по себе, а камоли па четворка, каде што веќе немаше простор да мрдат, да се движат, да раснат, што се вика. Дали ќе имаше простор, не знам. Но по моја мислам дека не може и сега кога ќе си го замислам тој период и си викам каде овие деца растеа, како успеавме сега од оваа страна. Мислам дека тоа нешто не е возможно, но било возможно. Имав преголема желба да имам деца. Кога слушнав дека ќе имам четворка, мислам дека целиот свет беше мој, дека немаше нешто што можеше толку да ме израдува како дечињата. Верувам дека и кај секој е тоа така. И денот кога се родија, затоа и велам дека е најтажен, бидејќи јас не можев да ги прегрнам, не можев да ги помирисам. Чекав 24 часа за да можам да станам од кревет, за да ги видам. Беше недела, како што кажав, 22 октомври, ден пред празник, беше споен викенд и дојде една сестра, кај што они ми станаа фамилија таму, дојде една сестра и ми кажа, ме предупреди да бидам многу внимателна, нели, бидејќи е празник и дека е споен викенд, дека доктори нема. Тоест, има доктори, но за да сакам, нели, пошто сакам мојата докторка да ме породи, таа што ме водеше цела бременост, и дека не знам дали што и како ќе биде, но за среќа јас ја имав најдобрата докторка, што ретки се такви исклучоци има, што се такви доктори. Тој ден бев, нели, како што кажав, малаксана, изнемоштена, врнеше надвор. И некако се гледав, мислам, тоест јас лежев цело време, но тој ден никако не станав од кревет и бев некако изнемоштена. Немав желба ни да читам книга, инаку цела бременост читав книги и гледав филмови, така се релаксирав и не мислев на ништо лошо и само препуштав на Господ и знаев дека тој ме чува, дека тој ми ги створил, дека тој ми ги даде како благослов. И така си го сватив тоа и не си предизвикував некоја лоши мисли, стрес да си правев на самата себе. И беше недела, нели, продолжен викенд, како што спиев, во сонот ми пукна водењакот и веќе бев спремна и мислев дека е тоа, но сепак мислев дека ќе можам да продолжам барем уште некоја недела да ги додржам, но на нив им се брзаше, беа спремни да се вселат во овој свет, да дојдат на овој свет како мали херои, мали борци кои сакаат да се борат за својот живот. Беа борбени додека беа во инкубатор, но тоа во наредно видео некој ќе ви снимам и ќе ви раскажам тоа што го доживував. Дојде, нели, ми пукна водењакот, што веќе јас изнагледав доста многу работи во болница и научив дека, нели, тоа што кога дојде тоа, што се случува понатаму, и ми пукна водењакот на спиење, беше некаде околу 3,5-4 некаде, и не знав што да правам, бидејќи мојата докторка не беше таму. Ја викнав сестрата и она ме праша од каде сум толку сигурна дека е тоа и реков, нели, дека веќе долг период сам тука, дека веќе знам како иде
процедурата и како и што се дешава и бев сигурна дека е тоа и не знав што да правам. Ме стави на ЦТГ, ги виде знаците дека покажуваат. Ја прашав што да правам, ја контактирав мојата докторка и уште еднаш, благодарение на неа, мислам дека 20 минути требаше да дојде, да одвои време да ги остави нејзините дечиња и дојде кај мене. Ми се насме и ми рече блакче ајде, што за мене нејзината подршка значеше многу. Во неа ја гледав мајката што ја изгубив, некако константно ми даваше подршка, ме поддржуваше, ме сакаше многу, ми се восхитуваше, ме гледаше доста многу, што не можам да кажам дека не е така. Дојде и ми рече време е, знаеш. Јас се уште давав отпор и велам, нели не може веќе, знаеме дека е веќе време. Таа планираше да биде во вторник, кога ќе се врате на работа, но тија побрза и не дочекаа вторник. Кога се качив на боксот, тоест кога ме качија веќе горе, слушнав нели со фамилијата, му кажав на сопругот дека е веќе време, тој беше во шок исто како и јас. Но немав некоја паника, немав некој страв како ќе биде, што ќе биде, некако знаев дека они ќе бидат добро, но имав страв што ќе биде со мене, бидејќи сепак не е лесна операција, особено царски рез, се сечат многу слоеви, не беше лесна бременост, беше ризична бременост. Се тоа добро помина, но кога дојде на тој стол да седнеш, кога се соочуваш со тоа, сепак јас отидов херојски, позитивно, не дозволив таа паника нели да ме попречи или да ме спречи или да си го уништувам убавиот ден. На боксот седнав насмеана, со позитивна енергија, дури докторката ми вели, види ја бре, уште е насмеана, нели, као нема страв, не паниче, но веќе тука следуваше, нели, што јадеше, што пиеше, бидејќи нели пред да ти стават анестезија те питуваат. Јас веќе изгубив тука, не знав ни колку е часот, ни што сум јадела, што сум пиела, што сум внесувала тој ден веќе многу пати. И имаше се ствараше некоја тензија помеѓу нив, бидејќи нели е ризична бременост, 4 дечиња, 4 близначиња одеднаш. И почнав да ја превземам таа, но потоа нели те успиваат и веќе не си свесен. И се родија малите ангелчиња мои, пиленца, детенца, срценца. Се роди мојот живот, повторно се родив и јас со нив. Од кога ги имам, се сменив доста многу и на многу начини, многу научив и комплетно се посветив целосно на нив. Но сега да се нели, сега темата не е тоа, темата е кога се родија и не знаев дека имам само 2 момчиња и едно девојче, за четвртото не знаев што е. И затоа ви велам дека е еден од најтажниот ден бидејќи во шок собата, нели отидов сама, поминуваат нели тие часови, ти ги гледаш нели твоите дечиња, ти го донасат да го видиш. Кај мене не беше така. Кај мене дојде само докторката и ми соопшти дека сум родила 3 машки дечиња и едно девојче, дека се добро, дека се во стабилна состојба, дека се борци, дека се херои и дека се ќе биде добро. Ме гушна, ме бакна,
затоа ви велам дека ја почувствував таа некоја си топлина како што би мајка реагирала. Ја пронајдов, нели, мајката што јас изгубив пред многу години кај неа, и затоа сум среќна што ја имам и ден денеска комуницираме, ги гледа дечињата. За неа беше и тоа голем успех, исто како што и за нас. И таа е благодарна на нас, исто како што ние сме благодарни и на неа, бидејќи таа направи се за да можам да издржам до таа недела. Со љубов, со верба, со поддржување, со лекарства, со многу други работи. Таа има многу голем удел во тоа што издржавме и догуркавме до таму. Дојде ми соопшти, ме прегарна, ме бакна и ми кажа, нели, дека сум родила 3 машки дечиња и 1 девојче. Од тука натака следуваше и среќата и тагата, што јас дознав, нели, дека се во стабилна состојба, дека се во инкубатор, дека се натака ќе се одвива, дека ќе бидат во инкубатор, се додека не се чувствуват спремни да излезат од тоа кутивче и не го поминат тој процес што треба да го поминат во стомакот на мајката. Бев во шок, некако мислам дека таа постпородилна депресија. Наредниот ден се изборив некако да ме однесат, не смеја да ме носат, нели, таму, бидејќи се уште беше пресно, катетар, едно друго, а таму е премногу чисто, но некако се изборив, ме однесоа и кога ги видов на сликата, ми изгледа малку поголеми, бидејќи сопругот пред тоа дојде и ми ги покажа, ми изгледа некако поголеми бебенца, но кога ги видов таму, бев веќе во шок, сватив за што станува збор. Беа толку мали, толку кревки, толку невини, буквално беа многу мали, 30 сантима, и тежеа околу 1 кило, но тие се борци мајкини. Бев во шок. Не знам како да ви го опишам тој дел, во страв, конечно, тој страв што го чував во себе и го потиснував, излезе во страв. Како ќе биде, што ќе биде, не можам да ги допрам, не можам да ги погалам, не можам да ги почувствувам, ни тие мене не можат да ме почувствуваат. Тоа беше многу голема болка и затоа веламе најтажен ден и најсреќен ден. Тоа е многу голема болка. Се враќам во соба, ме сместуваат во соба, на цимерката до мене и го носат бебето, го дои, ги гледам заедно, а јас родив дечиња, но тие не беа покрај мене и веќе таа постпородилна депресија мислам дека веќе почнуваше. Но среќа се изборив и со тоа не дозволив да ме совлада. Веќе тој шок се познаваше кај мене. Дојде сестрата и ме праша, мајка, каде ти се дечињата? Не, каде ти е детето? И јас реков, јас немам дете. Тоа за мене беше веќе голем удар и се свестив дека јас, кога реков со тие зборови немам јас дете, веќе се свестив дека јас ме превзима тоа постпородилната депресија, дека ме напаѓа и дека е време да се освестам. И се свестив, за среќа, и се поправив и кажав, моите дечиња се во инкубатор, јас родив 4 близначиња и дека ќе бидат извесен период таму, дека сум овде сама и дека лежам додека да се опоравам. Помина тоа,
и ги гледав скоро секој еден час. За среќа останав подолго во болница, уште некаде една недела. После пораѓаот иако сакав да си одам дома, да се избањам, да бидам чиста, дека ми беше тоа што не можам да се одмузам, да ја оставам лекце, ми беше едноставно знаеме нели болничките услови како се, и се чувствував многу гадна, не сакав ни да ги допрам, а можев да ги допрам, но јас се чувствував многу гадна, не сакав никако да ги допирам. И сакав да ме пуштат веќе во болница, но мојата крвна слика беше, железото, тоест ми беше многу слабо, и се додека крвната слика не излезеше не дадеше добри резултати, не ме пуштија. И бев благодарна што ме задржаа толку во болница, бидејќи успеав да ги гледам скоро секој час една недела и да питам со нив, и во доцните часови да седам покрај инкубатор и да ги гледам како мрткаат, како се движат, како се борат, и добивав известување каква е ситуацијата скоро на секој час. Буквално висев пред оделението. Чекав да можам да влезам за да ги видам. Сестрите беа така поприлично слаби и ме пуштаа, иако не пуштаат, имаат одредено време, но ме пуштаа за да ги гледам како приоритет, бидејќи беа нели 4. Исто така многу сум и благодарна што ми го дозволија тоа и ми го возможија. Но за понатака кога си дојде дома за денот, кога си дојде дома за понатака ќе ви снимам ново видео, бидејќи да не должам повеќе, веќе поминаа 20 минути како зборувам, да не ви бидам досадна. Многу од вас ве интересира оваа тема. На некого можеби нели ќе бидам досадна, но ако сакате да видите како изгледаа мали, слободно можете да ме заследите на Инстаграм и на Фејсбук. Имам доста многу видеа споделени таму. Благица Митева Зикова. Слободно можете да ме заследите, ако имате некоја посебно питање што сакате да ми го поставите, слободно во инбокс можете да ми пишете. И секако, другарчиња, да не заборавате лайк и субскрайб за продолжение на уште многу видеа со четворката, а и тоа што ве интересира од мене. Со задоволство ќе ви објаснам и ќе ви раскажам во кратки црти. Имајте убав ден и убава недела. Се гледаме во наредното видео. Чао!